Добар ден, драги ученици. Јас сум наставник Весна Димитровска и предавам во прво оделение во Основното училиште Дане Крапчев од Скопје. На денешниот час по ликовно образование темата ќе ни биде сликање, наставна содржина, запознавање со средства за сликање. На овој час треба да научите да се запознаете со разни материјали и техники за сликање во ликовната уметност и да се оспособите да споредувате и да утврдувате сличности и разлики меѓу материјалите за сликање. Во ликовната уметност спаѓаат сликарството, фотографијата, скулптурата и други. Најзастапено ликовно подрачје во ликовната уметност е токму сликарството. Што мислите? Дали постои разлика помеѓу слика и фотографија? Постои, да. Ајде да ја согледаме разликата помеѓу слика и фотографија. Еве една слика. Еве фотографија. Што согледуваме тука? Согледуваме дека за една слика да направиме ни е потребен голем труд, време, средства и материјали исто така. Додека за фотографијата ни треба само еден апарат, фотоапарат или пак мобилен и само да се слика. Кога сме веќе кај сликањето, да видиме кои средства или материјали се потребни. Четка, палета, акварел или водени бои, темперни бои, пастелни бои, дрвени бои, колаж и подлоги на кои се слика, се хартија, платно, ѕид, стакло, дрвени подлоги и други. За да се добие една слика, најчесто го користиме основното средство четката. Но исто така може да се користат и други предмети. Како што ги гледате тука четките, постојат различни форми. Ние ги имаме во шилести форми, широки, помали, поголеми. И исто така има разлика во плакненцата на самите четки, значи може да има помеки четки и потврди четки. Кога станува збор за боењето, најважно е четката да се држи правилно и без голем притисок да се бои со неа. Доколку ја држиме четката со десната рака, боењето оди од лево кон десно. Движиме паралелно и никако не смееме да одиме во повеќе правци, бидејќи бојата нема да биде рамномерно нанесена и сликата нема да ни биде убава. Како се слика со акварел или водени боички? Водените боички се нанесуваат разредени со вода, се работи со мека четка и се бои од рапавата страна на хартијата. Зошто од рапавата страна на хартијата? Бидејќи, како што кажав, овие бои се разредуваат со вода, а токму хартијата од страната, од рапавата страна, има таа моќ да ја упие оваа вода. Како се слика со темперни бои? Темперните бои се разликуваат од водените по густината на бојата и се нанесуваат со потврда четка. Значи, како што кажавме, темперните бои се погусти во составот и затоа мора да ги ставиме на палета и потоа од палетата ги нанесуваме на подлогата за сликање. Потоа тука е пастелот, кој го има во две форми – сув и мрсен. Сувиот
се кредите во боја. Ги има во повеќе бои и мрсниот се мрсните боички кои сум сигурна на вас ви се веќе познати. Стигнавме до дрвените боички. За да направиме слика со нив, најпрво треба да нацртаме, а потоа да ја обоиме целата површина и така ќе добиеме слика. Со дрвените боички сигурно имате сликано и по шаблони, како што е на сликата. Овие се шаблони и потоа ние само боиме и добиваме слика. Колажот како една од техниките за сликање најчесто се изработува со хартија во боја. Со него може да се добие слика така што најпрво се обликува, се сече со ножички, а потоа се лепи. Еве еден пример и сега ќе ви биде јасно. Ова е пример пиле, слика, техника колаж и добиено од хартија во боја. Еве уште еден пример. Куче. Исто така е употребена и тука техниката колаж со хартија во боја, видите има и шарена хартија. Кога сме веќе кај колажот за сликање, тука може да спаѓаат и други материјали, како што се прехранбените материјали, пример гравче, ориз, леќа. Истите тие прехранбени производи ги зимаме, ги лепиме, ставаме лепило односно и ги лепиме на подлогата за да добиеме слика онаква каква ние сме замислиле. Потоа исто така може да бидат текстилните материјали, различни ткаенини кои нас ни се допаѓаат. Исто со нив најпрво ги облекуваме, се сече со ножички и потоа се лепи на подлогата. Да повториме. Што научивме на денешниот час? Кои средства или материјали се користат за сликање? Четка, палета, акварел или водени бои, темперни бои, пастел, дрвени боички, колаж. На кои подлоги може да се направи слика? Хартија, платно, ѕид, стакло, дрвени подлоги и други. Пошто се разликуваат темперните и водените бои? Се разликуваат во густината на бојата. Се надевам овој час ви помогна да ги запознаете материјалите и техниките за сликање, како и подлогите за сликање. И се надевам дека со љубов ќе работите на часовите по ликовно образование. Ви благодарам на вниманието и ве поздравувам.